Владата ќе побара спортската сала Партизан во Карпош да се врати под ингеренции на државата, со цел објектот што побрзо да биде ставен во функција и да им биде на располагање на граѓаните на општината, како и на сите што се занимаваат со спорт, професионално или рекреативно, информира од Министерството за спорт. Оттаму додаваат дека ваквиот чекор се презема по согледувањето и жалбите од кои било увидено дека има проблеми околу стопанизувањето со спортската сала Партизан, која по реконструкцијата е предадена во владение на општина Карпош. Од општината пак ваквиот потек го оценуваат како спротивен на процесот на децентрализација. Впрочем, таа иста влада овој објект го имаше на располагање и гледаше да се ослободи од него. За жал, салата целосно се девастира, опремата беше уништена и украдена, одговорија од општина Карпош. Инаку, Партизан некогаш беше синоним на спортот и место каде што студентите ги одржуваат часовите по физичко образование, но долго време стоеше запуштена и во рушевини. Долго очекуваната реконструкција заврши минатата година, пошто владата ја предаде на стопанисување на општина Карпош. За жал, салата се уште не е целосно нефункционална. Токму од овие причини, владата има намера салата да ја одземе од ингеренција на општина Карпош. Да подсетиме, спортската сала Партизан во Карпош 4 е донација на француската влада за обнова на Скопје по катастрофалниот земјотрес во 1963 и е изградена во 1969 година, според проект на архитектот Трајко Димитров. Салата беше во државна сопственост до 2005 година, кога јавното претпријатие за стопанисување со спортски сали ја даде под концесија на 30 години на фирмата Сен Груп. Но наместо да заживее, салата целосно беше уништена и преполна со ѓубре. За реконструкцијата на оваа спортска сала, поранешната агенција за млади и спорт потроши 1,1 милион евра. Од утре ќе биде отворено првото електронско пријавување во јунскиот рок за запишување ученици во прва година во јавните средни училишта за наредната учебна година. Пријавувањето на учениците е со електронско аплицирање, преку линк до системот за електронски услуги на Министерството за образование и наука, со посебна најава за средношколци преку сопствените кориснички сметки на schools.mk. Конечната ранг листа со резултатите од запишувањето и слободните места секој училиште ќе објави на 20 јуни, најдоцна до 12 часот, на јавно место во училиштето или на училишната интернет страница. Во училиштата каде што ќе има квалификациско тестирање ќе се организира на 23 јуни, кога ќе бидат објавени и резултатите. Второто електронско пријавување на учениците за упис во средните училишта во јунскиот рок ќе биде на 30 јуни. Чест ми е да ви информирам дека по поставувањето на фекална мрежа започнуваме со решавање на уште еден голем проблем. Жителите на населбата Стаклара ќе добијат чиста вода за пиење, објави на социјалните мрежи градоначалникот на Киселавода Орце Ѓорѓиевски. Тој појасни дека се поставува водоводна мрежа од околу 6 километри и дека проектот се реализира со помош на Министерството за животна средина преку Европската инвестициона банка во првата фаза, додека општина Киселавода со своји средства ја реализира втората фаза. Според Ѓорѓиевски, по комплетното завршување на проектот, Стаклара од една заборавена населба ќе стане нова гордост на Киселавода. Ќе се реконструираат дел од сервисните улици на булеварот Јане Сандански. Почетокот на овој проект го проследија градоначалникот на аеродром Дејан Митевски и министерот за локална самоуправа Златко Перински. Со реконструкцијата ќе бидат опфатени сервисните улици на потегот од зградата со број 40 до зградата со број 76, што се паралелни со булеварот Јане Сандански и со дел од булеварот Васко Карангелески, поточно во близина на детската градинка Бамби. Покрај асфалтирањето на улиците ќе се средуваат и паркинзите и тротоарите околу нив. Овој проект е финансиран од владата со 27 милиони денари. Продолжува караванот, се гледаме во Маало на градоначалникот на Центар Горан Герасимовски. Овие маалски средбини се многу важни. Тие се можност директно да го слушнеме мислењето на граѓаните, нивните идеи, предлози и предизвици. Затоа и го правиме овој караван, затоа што општината не треба да чека граѓаните да дојдат кај нас, туку ние треба да одиме кај нив и да работиме исклучиво во нивен интерес, изјави Герасимовски при вчерашната средба со жителите на населбата Пролет. Караванот се гледаме во Маало продолжува и денеска во 18 часот и 30 минути на паркингот кај барот Мистер Джек. Бутел продолжува со активности со прославата на јубилеот 20 години од формирањето на општината.
Покрај другите активности, градоначалникот Дарко Костовски се пофали со доделување на, како што кажа, рекордни 250 спортски стипендии. Висината на стипендиите се движи од 6.000 до 12.000 денари месечно. Општина Бутел е најспортска општина во Македонија согласно постигнатите спортски успеси, истакна Костовски. Вчера гореше во депонијата Вардариште, а најмногу изгореа жителите на аеродром, кои на летните горештини останаа без струја. Како што соопштија од ЕВН, без снабдување со струја останале 47.000 корисници, затоа што превентивно биле исклучени од напон трафостаниците Скопје 4 аеродром и Скопје 4 исток. Поради големиот пожар, а по барање на противпожарната бригада, екипите на електродистрибуција веднаш интервенираа на терен и превентивно ги исклучија од напон трафостаниците, информираа од електродистрибуција. Пожарот синоќа е ставен под контрола, а за гаснење, како што информираше командантот на територијалната противпожарна бригада на град Скопје, Звонко Томевски, на терен биле ангажирани 25 пожарникари со 8 возила. На учениците од основните училишта во општина Илинден, кои во завршната учебна година освоиле високи места на државните надпревари, градоначалникот Александар Георгиевски им додели признанија. Градоначалникот им ги честиташе успесите на учениците и нивните ментори и истакна дека е горд што има голем број наградени ученици од Илинден. Тој додаде и дека локалната самоуправа посветено цели да ги промовира и поттикнува постигнатите успеси и достигнувања на учениците од општината. Институтот за македонски јазик Крсте Мистирков Скопје денеска организира одбележување на 80 годишнината од раѓањето на доктор Зденка Рибарова. Како што соопштуваат оттаму, одбележувањето ќе биде отворено со воведно обраќање на директорката Елена Јованова Грујовска, а професор доктор Лилјана Макаријовска ќе се осврне кон придонесот на доктор Зденка Рибарова во проучувањето и афирмацијата на македонското ракописно наследство. Ќе бидат промовирани и две изданија, Кратовско евангелие и речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција. Доктор Зденка Рибарова е родена во Чешка и дала значаен придонес во проучувањето и афирмацијата на македонскиот јазик. Вечерва на плоштадот Автокоманда во рамките на манифестацијата Вкусовите на Газибаба, скопјани ќе ги забавува популарниот српски пеач Саша Ковачевиќ. Неговиот настап е закажан за во 22 часот. Вечерва ќе се пее и во Бутел, каде во рамките на прославата на роденденот на општината, на програмата е предвидена вечер на народни песни. Во галеријата Кора при Домот на култура Кочо Рацин во Скопје, синоќа беше отворена самостојната изложба ликови од Славица Танеска. Таа се представи со проект инспириран од улогата и значењето на портретот низ историјата на уметноста. Изложбата е дел од програмата со едукативен карактер, наменета пред се за студентите и љубителите на уметноста. Танеска е асистент на Европскиот универзитет.